Една од најважните детски потреби е потребата за движење. Физичката активност е една од најбитните фактори за здравјето на децата. Со помош на физичка активност, децата ги развиваат телесните, но и психичките вештини. Токму на оваа тема денеска разговарам со Предраг Созовски, председател на училишен спорт. Добре ни дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Мило ми е што токму на денешниот ден, кога се одбележува Светскиот ден на физичката активност, имаме можност да позборуваме за тоа, особено кога се во прашање децата и физичката активност на таа возраст. За почеток, зошто е битно секој еден човек физички да биде активен? Па, живееме во едно модерно време каде технологијата стварно игра голема улога во олеснување на начинот на живот, на луѓето, во нивните секојдневни работни обврски, меѓутоа и во нивното слободно време. И од тоа доаѓа и до намалена физичка активност. Меѓутоа, спротивно на тоа, знаеме дека човекот и неговиот организам се создадени и зависат за правилното функционирање од редовната физичка активност и редовното бавење со спорт. Така да треба да се потрудиме во ова модерно време, време на технологија, да што повеќе и што поредовно се занимаваме со спорт и физичка активност. Знаеме дека влијанието е од повеќе страни, значи доколку разговараме за децата, нивни правилен раст, развој, превенција од зголемена телесна тежина, деформитети, кај помладите, кај повозрастните, кај сите, значи, исто така влијание врз работата на срцето, кардиоваскуларниот систем, респираторен систем, развој на функционалните способности, развој на психомоторните способности и се она кое влијае за подобро здравје на луѓето. Што значи физичката активност кај децата? Јас сакам малку повеќе да се задржиме на таа тема и бидејќи сепак нели сте овде кога е во прашање училишниот спорт, професор по физичко, и токму на децата сакам повеќе да се задржиме, затоа што зошто е битно нашето дете да го натераме физички да биде активен, да спортува, да се занимава со некој спорт? Па така, се она што кажавме претходно важи особено за децата, важи за луѓето од сите возрасти, значи физичката активност е важна за сите, нормално со различна програма, различна активност и различни цели. Така и кај децата, значи живееме во едно време каде компјутерот е доста присутен, каде децата ни се доста статични, часовите, надворот часовите и така натаму, така да редовната физичка активност, како што кажавме, е доста битна за нивниот правилен раст и развој, за добар развој на нивната мускулатура, за правилно држење на телото, за избегнување на појава на деформитети, кои за жал со овој начин на живот е доста честа појава на денешно време. Исто така, правилен развој на нивните физиолошки способности, правилен развој на нивните психомоторни карактеристики, како што е брзина, сила, издржливост, координација и така натаму. Исто така, занимавањето со спорт, дали организирано во некој спортски клуб, дали на часот по физичко или во домот со родителите, значи, влијае и психолошки на детето, значи на неговиот правилен развој, на намалување на неговата стресна состојба. Имаме социолошки фактори кои допринесуваат за подобар развој на детето, значи негова дружба со другарчињата, во текот на спортските активности, особено во колективните спортови, да научи да помага, да научи да соработува, да научи да има едно ферплеј однесување, значи имаме од повеќе страни позитивно, не само физичко, психолошко, така и социолошко влијание кои треба да не наведе да нашето дете редовно спортува и редовно биде вклучено во различна физичка активност која него би му одговарала.
Има ли старосна граница кога едно дете е најдобро да почне физички да биде активно, да се занимава со некој спорт? Еве, имаме можност да погледнеме и некои од кадрите кои што ги направивме во училиштето Кирил и Методи, токму на час по физички. Свети Климент Охридски, да, се извинувам јас, да, токму на час по физичко. Имаме ли некоја старосна граница кога, значи дали на 3, 4, 5, која е идеалната година да се почне детето да биде физичко активно? Па да, значи вчера бевте гости со вашата телевизиска екипа на часот по физичко и здравствено образование во основното училиште Свети Климент Охридски. Ние сме, да речам, не од ретките, ама оние кои можеме да се пофалиме со пред се стварно добри услови за работа. Значи, една спортска сала изградена во 1989 година со стварно модерни капацитети за денешните сали, спортски реквизити и така натаму, така да таа традиција која постоела од претходните наставници, ние сега се трудиме да продолжиме и часот по физичко е една активност, има услови во која часот по физичко стварно добро можеме да го реализираме. А тоа е еден од битните фактори, да има спортска сала каде би се одржал часот по физичко. Секако, значи ние имаме среќа да имаме стварно одлични услови, имаме благодарение условите кои постоеле, раководството, разбирање и така натаму, така да стварно часот по физичко можеме максимално без никакви проблеми да го реализираме, што е многу важно. Иначе возраста децата знаеме дека започнуваат со свое движење од кога ќе породат, така да не можеме да ги застаниме. Тоа е природно за децата и мислам дека движењето, занимавањето со некоја физичка активност почнува од кога детето ќе породи во домот. Да не се повторваме, сега постојат компјутерите и некако на родителите му е најлесно да му дадат компјутерот сат, два и тие да одморат, не дека еве јас во домот моите деца не го користат компјутер, али се трудиме да тоа го ограничиме и прво занимавањето со спорт и физичка активност ја вградиме во домот, значи било тоа да е во домот, било тоа да е надвор, во паркот, во посета на планина, излетничко место, така да уште тогаш му вградиме некоја навика на нашето дете за спорт и физичка активност. Кога разговараме за организиран начин, значи на вежбање, возраста околу 5 до 6 години е за децата кои, да речам така, се малце психомоторно понадарени, додека пак околу 7 до 8 години веќе е во адекватен клуб, кој значи има адекватна програма, пример за мини кошарка, мини ракомет, приспособена програма, веќе на таа возраст без никаков проблем, со адекватна програма за возраста на децата, исполнета со такви форми, со забавен карактер кој ќе ги привлечи, веќе можат да ги вклучиме во организираниот начин на вежбање. Би сакал да кажем дека за прв пат минатата година се направи една статистика за колкав е процентот, значи преку Агенција за спорт и млади, со помош на Федерација за училишен спорт се направи една статистика колкав е процентот на деца кои се занимаваат и кои учествуваат во тренажен процес во спортски клубови и стварно процентот излезе мал, околу 25 до 30%, што е многу мал во споредба со некои, да речем, западноевропски земји, каде спортот е стварно култура и начин на живење, каде покрај работните обврски, училишните обврски, родителите знаат дека детето мора да биде во некој спортски клуб и процентот е околу 80 до 90%. Значи, покрај домот, доколку разговараме за клубовите, родителите, државата и сите други фактори, треба да се потрудиме да во иднина го зголемиме тој процент и да спортот со сите своји позитивности стане дел од секојдневното живење на децата, на младите, секако и на возрастните. Како да ги мотивираме оние деца кои што еве рековме, значи 5-6 години е идеално време да веќе започнат, нели, да се занимаваат со спорт. Има деца кои што и на таа возраст
не сака спорт, не сака да се занимава со нешто такво. Кој е вистинскиот начин со што да ги мотивираме тие деца? Да излезат од дома, да ги остават компјутерите, да кажано да земат и да трчат со другарите надвор, ако не друго, да вежбат фудбал или кошарка? Па вака, прво, секој дете има своји индивидуални карактеристики, значи некој не треба да го натераме на тоа. Она е предодредено за спорт, има афинитет и буквално кажано не можеме ни да го прибериме од улица, меѓутоа имаме деца кои компјутерите се повеќе му одземат од времето и му се некоја занимација. Јас мислам дека во најмладите години семејството е битен фактор. Не дека ние на денешно време можеме да му го забраниме компјутерот и телевизијата. Значи ние сме растеле во друго време кога компјутерот не постоеше, имавме на телевизија 2 програми, така да улицата ни беше опција за игра. Меѓутоа можеме да се потрудиме да му го ограничиме. Така да на помала возраст мислам дека се стекнуваат оние основни навики во семејството, како што претходно кажавме, занимање со различна физичка активност која детето ќе пројави со своите родители, пред се да речеме надвор, играње во паркот со топка, велосипедизам, пливање, планина. Додека пак на одредена возраст треба да ни биде јасно дека детето покрај своите работни обврски мора да има време и за релаксација. Значи не може ни неговиот работен ден да биде часови во кои бројот на часови доста е зголемен, така да имаме нижи оделенија кои имаат веќе по 5, 6, дури 7 часа, да се врати дома, да седне на компјутер или да оди на некое спремање. Значи треба родителите и сите фактори во нашата држава да сватиме и да створиме услови да спортот биде дел од секојдневната активност на детето, го мотивираме, го однесиме, го поддржиме во правилниот спортски клуб, гледаме каде сме го однесле, дека се работи по правилна програма, работат стручни лица, дека тоа е баш како што треба и да го мотивираме да си ја одбери онаа спортска активност која сака и биде дел од некој спортски клуб. Колку кај нас во училиштата е застапен спортот, програмите според кои што еве работите? Па спортот децата со организиран начин на спорт се сретнуваат на часовите по физичко и здравствено образование. Часовите ги имаме од 1 до 9 оделение 3 пати неделно и во средното образование ги имаме 2 часа неделно, значи спорт и спортски активности. Јас мислам дека ова е 9-та година, ако не грешам со ред, како се воведува третиот час по физичко, што беше прав потек и што стварно доста ја подобри сликата за наставата по физичко и здравствено, за едно 30% ја зголеми, 2 часа беа премалку, значи 3 часа сега оптимално, штета што немаме услови и не работиме во едносменски систем на работа, па да воведеме и 4 час. Значи сега ние можеме да речеме дека 4 час, меѓутоа стварно условите за работа кои ги имаме и ние кои се идеални во климат не дозволува салата си е опфатена целосно, така да моментално 3 часа се оптимални. Има нормално некои други мерки со кои наставата по физичко би подобриле занимањето на децата со спорт и некои други предлози кои произлегуваат од нас колегите, како што е вработено лице во градинките, кои секако би ја подобрила таа работа на... Тоа ми е следното прашање, затоа што имаме, колку е потребно и во градинките да се воведе... Па во секој случај, значи за секоја возраст имаме адекватни физички активности кои, еве, кај најмалите пример, еве, во градинката ќе се работи за едноставни игрички кои ќе ги натераат на нивно правилно одење, држење на телото, трчање, правилно, значи правилен развој на држењето на телото и нивните психомоторни, правилен развој на психомоторните карактеристики, а воедно и вклучување од најмлада возраст во спортски активности и вградување на љубов кон спортот и нивно насочување понатаму
во спортските клубови. Исто така, следна мерка која стварно би требала да се направи, која би олеснала и работата на наставниците, според мене е и вработено лице, значи на часовите по физичко, не дека колегите не си остваруваат таа работна активност, меѓутоа дека тие и така се доволно оптоварени со голем број на програми, така да стварно е тешко да се припремат и добро го одработат часот по физичко, иако нормално максимално се трудат. И тука е едно поле каде би ја подобриле работата и стварно би било подобро од прво до пето, кога ги имало стручно лице кое стварно часот по физичко максимално го реализирало. Мислам дека од 6 до 9 горе долу она што треба да се работи, 3 часа се оптимални, воведување плюс на час во средните училишта би можело и секако да се поработи на постоење на правилна инфраструктура, значи изградба на надворешни терени, да се продолжи оваа традиција и во Битола се изградени 4 спортски сали кои стварно страшно многу ги подобрија условите за работа. Години Битола барем за училишните сали, јас можам да кажам, беше заборавена, 4 сали стварно и не знам клубовите што би правеле без нив е подобрена таа работа. Нормално спортски реквизити во сите училишта, значи денес сме 21 век. Страмото е да се влези во едно училиште и да најди некој објаснување дека може да има 2 топки таму за одреден спорт, значи се работи за стварно мали финанси, значи идеални услови кои од страна на државата. Ова што сега е како иницијатива да се продолжи, оние услови кои ги имаме да ги одржиме, така рековме наставници на часовите по физичко и покрај часовите по физичко секако учество на децата во спортските клубови. Тука исто така државата е важен фактор да продолжи со подобрување на оваа инфраструктура, одржување на старите објекти и различни начини на финансирање со кои би го помогнало функционирањето на спортските клубови, значи достапност на тие спортски објекти, вклученост на стручни лица, така да детето кога од најмала возраст го воведеме, има каде тренира, да тренира стварно во добри услови, да биде привлечено спортот под надзор на стручно лице. Тоа се некои работи кои во една стратегија со многу мали потези мислам дека многу би допринеле за уште подобра работа на часовите по физичко, но и во спортските клубови кои се занимаваат со работа со младите категории. Овде правиме една кратка пауза за реклами и потоа се враќаме повторно во студиото, ќе продолжиме уште малку токму на оваа тема. Зборуваме за 10 мај, светскиот ден на физичката активност. Јас со мојот гостин Предраг Созовски малку повеќе се трудиме денеска темава да ја свртиме кон физичката активност кај децата и кога е во прашање училишниот спорт. Зборувавме за тоа кога децата да почнат, кои спортови, како да ги тргнеме малку од пред телевизија и компјутер. На почетокот ми кажа една бројка, една споредба. Каде е Македонија, каде се останатите европски земји кога е во прашање физичката активност? Јас пред малку имав една таква информација дека македонците во глобала се мрзливи, не сакаат многу да спортуваат. Каде битолскиот училишен спорт се наоѓа во целото ова? Одиме ли напред ние кога е во прашање физичката активност кај децата, кога е во прашање училиштето? Па добро, доколку разговараме за училишниот спорт, значи во Битола, како и на ниво на нашата држава, наставата по физичко и здравствено иста за сите, така да реализацијата на наставата оди по програма од Министерство за образование и наука, која е за сите иста. И како што рековме, онаму каде што има услови, секако дека професорите тоа си го реализираат. Нормално останува да целата таа слика како во Битола, така и во нашата држава се подобрува, бидејќи часот е доста зависен од спортските терени, инфраструктурата, спортските сали, реквизитите, така да
да се потрудиме ова што се започна со училишните сали во Битола, да се продолжи, да ги обезбедиме оние училишта. Имаме училишта по 800-900 ученици кои немаат спортска сала, така да тука сега би било така безсмислено да се разговара на некој поголемо ниво на организација на час по физичко, така. Тоа би требало да продолжи обезбедување на надворешни терени, рековме спортски реквизити, не сме да се деси да нема во одредено училиште, начинот е многу лесен да се најди и не се работи за некои големи финанси, значи тука не треба да биде оставено на учениците и на самите наставници. Училишниот спорт се сведува на часот по физичко, доколку збораваме за училишниот спорт и во наставните активности кои се во самата програма. Децата стварно се заинтересирани и стварно постои и голем интерес и голема масовност. Како председател на училишен спорт, јас можам да кажам дека поддржан од колегите и општината можеме да се броиме сигурно во првите 2-3 општини кои со поддршка на општината и големо залагање волонтерско на моите колеги на учениците. Имаме такви активности кои на она ниво кое јас го замислувам училишниот спорт, значи рекреативно ниво, дополнително ниво, часот по физичко, каде во текот на надпреварите ќе гледаме да привлечиме што поголем број на ученици, на оние талентираните да му дадеме дополнителна активност и надпревар за промоција на себе и на спортот. Мислам дека одлично функционираме. Како председател можеме и да ги пофалам моите колеги и раководството дека во условите кои постојат стварно имаме голем број на надпревари, првенства во сите спортови, значи општински првенства каде победниците одат на региони, државни првенства, општински првенства буквално во машка и женска конкуренција за основни и средни, во футсал, ракомет, голем фудбал, кошарка, одбојка, организација на есенски крос, поддршка на трката 4 ноември, ден на мобилност и безброј активности. И тие се еден многу битен фактор детето да се мотивира и да има мотивација зошто да се занимава со спорт. Секако, значи тие се деца кои ги влечиме од часовите по физичко, значи тоа стварно со клубскиот спорт нема некои допирни точки, точно дека таму носителите се клубските деца, меѓутоа се одбрани на часот по физичко. И тука добиват своја самопромоција, некои од оние кои не тренираат, ги пронајдуваме и имаат талент за спорт, ги насочуваме да продолжат не само на часот, а не е доволно да се насочат кон спортските клубови. Во соработка со општината оваа година направивме еден многу интересен проект кој оди втора година со ред. Првенствата кои ги организираме се во одреден период, бидејќи победниците мораме да ги пуштиме на регионално првенство, ако поминат и на државно. Нов проект, тоа се училишните лиги кои направи уште поголема промоција на спортот. Оваа година решивме да тоа биде за помладите возрасти, значи во 5 спорта се училишните лиги и за разлика од првенствата траат преку целата година, значи една нова активност. И тие тука можат да учествуваат деца до 8 одделение, така да оние деветите кои учествуваат на општинските првенства сега ги поместиме границите и вклучиме нови дечиња и тој проект се покажа доста позитивен. Така да деветите учествува претежно беа носители на општинските првенства, а во лигата ги вклучивме помладите, исто тоа беше и кај средните училишта, тоа е значи проект каде учениците до 3-та година учествуваат и се покажа дека на тој ниво, на тој училишен спорт функционираме онака како што треба. Битно е само тоа би сакал да кажам дека сме доста, ние сме сите волонтери, се трудиме дел од нашето слободно време колку онака што можеме максимално да го организираме училишниот спорт и дека секако постојат рамки со кои зголемен буџет и враќање на она вработено место во општина секако би допринеле за уште поголем број на активности и поорганизирани активности во рамките на училишниот спорт, кога разговараме за училишниот спорт. Сега
Јас малку издолжив, ама сега ги заборавив клубовите, значи втор дел од организирано занимање, значи имаме 3 дела на организирано занимање со спорт, тоа се наставата по физичко, втор дел училишниот спорт, тоа е нешто различно и трет дел е партиципирање на децата во спортските клубови. Позитивно е што конкретно за општина Битола ме прашавте, имаме лице. Да, имаме ли доволно клубови? Па сега прво имаме лице за спорт, по повеќе време вработено со кое може да искомуницираме, да и кажеме нашите проблеми. Наредно според мене би било кога тоа лице, односно би биле лица или канцеларија на повеќе луѓе кои секако би се занимавале со училишниот спорт, луѓе кои се од спортот, колеги стручни, кои секако со донесување на адекватна општинска стратегија многу би олеснале работата на клубовите. Подобрена е ситуацијата со салата, со спортските училишни спортски сали, меѓутоа нормално останува да ги одржуваме оние терени, оние спортски комплекси кои ги имаме, не смееме да ги оставиме да бидат запоставени, да имаме слух за сите оние спортови кои едноставно би ги одржали со многу мали мерки би донеле стварно подобри услови за функционирање на спортските клубови. На ниво на општина Битола е донесен еден привилегиран ценовник за, да речам, за користење на спортските сали, исто позитивност, да се стремиме да одиме кон западните земји, каде во голем број на западни земји секој онај правен субјект кој анимира деца и се занимава со спорт добива бесплатна сала, дури има држави каде има и субвенции за кои клубовите ги добиваат за децата, значи стварно да вложиме со што ќе предизвикаме поголема масовност, а на клубовите ќе му дадеме услови со многу мали мерки, да ги слушниме клубовите проблемите кои ги имаат на отворена маса и со една стратегија да ги подобриме условите за нивно функционирање и со тоа тие станат место каде на голем број на деца ќе му биде спортот се подостапен во организирана форма на работа. Јас мислам дека опфативме се оно што беше замислено кога е во прашање денешната тема. Се надевам дека ќе дојдат подобри денови и за тоа кога се во прашање условите за да се извршуваат сите овие спортски активности, а тука да биде секако и желбата и на младите, но и на постарите да не ги забораваме, затоа што многу пати децата се огледуваат на своите родители, доколку седиме ние дома и тие ќе го прават истото, место да излезат надвор и да играат и да спортуваат. Па така, значи овде на ова место да седеше било кој доктор и да збораше за превенција од било какви заболувања, сигурно дека ќе ја спомнеше физичката активност како еден од факторите, така тука остануваат и другите фактори, здрава исхрана, немање стрес, екологија и така натаму, меѓутоа ние сме тука за физичката активност и мислам дека тоа е доволен мотив да луѓето од сите возрасти спортуваат, да спортот и физичката активност сватиме дека мора да биде дел од нашата култура и да биде дел од нашето секојдневие. Знаеме дека сите имаме обврски, меѓутоа мора да се трудиме да во текот на една седмица, мислам дека не е многу, најдиме 4 до 5 часа за одредена физичка активност, не само да се бркаме и да наоѓаме оправдувања. Кога се работи за децата, треба да сватиме дека децата се доволно оптоварени на училиште и дека не можеме да ги дооптоваруваме со 2-3 спремања, така натаму, ситуација која е позната само во Македонија, туку да одиме како што е на запад, да детето го однесиме во спортската сала, си одбери само спорт, да му објасниме дека тоа мора да биде дел од неговото секојдневие, секој или секој втор ден и да се потрудиме во една подобрување на добра инфраструктура и добра општинска и државна стратегија, да вклучиме и да стигнеме што побрзо бројката од 80 до 90%, значи од 10 до 9 деца се занимаваат во западноевропските земји со спорт, па да се надеваме дека ќе одиме натаму. Да се надеваме, тоа ни останува секогаш. Ви благодарам многу што бевте гостин во утринскава програма и што еве пак ќе кажам, успеавме на еден начин да позборуваме токму на оваа тема која што е битна не само за најмалите, но и за нас.
Ви благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до вашите гледачи и се надевам дека пробавме идејата за занимавање со спорт да ја доближиме до што поголем број на гледачи, на луѓе.